Денеска сме дојдени во Штип да направиме и одново едно одбележување на 100 годишнината од раѓањето на мојот сопруг Аца Шопов. Врзана сум за Штип како за родниот крај мој, затоа што Ацо беше заљубеник во Штип, многу го сакаше овој град и секоја прилика ја користеше да дојде, дали за ослободувањето, на денот на ослободувањето, дали некои други обврски што ги имаше, така да беше граѓанинот на Штип. Мојата приврзаност кон Штип нормално се роди преку него, но тој Штип не посеќаше само на убави работи, не посеќаше и на неговото многу тешко детство, поминато во Штип, како дете од 9 годишна возраст, која чувал својата парализирана мајка до 19 годишна возраст, носејќи секој ден по 2 кофи големи вода од кежовица да го мие болното тело на својата мајка. Значи, тие денови, младечки денови, тешки денови од неговата младост, не успеа да го оборат неговиот дух и неговата љубов и неговиот однос кон родниот крај. Можам да кажам дека сме многу задоволни, и јас и мојата ќерка, нормално, дека јас на 86 годишна возраст сета работа повеќе ја препуштив на ќерка ми, нормално помлада со поголема динамичност и така натаму. Вистина сме пресрекни и презадоволни со почита што цела Македонија, па да речам и многу пошироко, и тогашните југословенски републики, па да речам и помногу широко, до светот отидено, до Канада, до Америка, да не зборувам во УНЕСКО, каде што на 21 март, денот на поезијата во светот, многу свечено беше одбележан со поезијата и творештвото на Ацо. Колку тој се давал за својот народ, толку народот и Македонија му враќа. Иницијативата потекна колку од авторот, толку и од Фондацијата Ацо Шопов поезија. Благодарение на конференцијата што ја одржавме во месец мај, а посветена на 100 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов, се изроди идејата за промоција на ова, сметам, за целата македонска наука, особено за литературата, нели, значајна книга, така што тоа беше, да речеме, иницијалната каписла за оваа соработка и за оваа промоција по желба на Фондацијата Ацо Шопов и Филолошки факултет. И морам да ви кажам дека се чувствуваме почестени и задоволни што ова се случува во организација на Филолошки и на Универзитетот Гоце Делчев. Во книгата има разговори, диалози меѓу авторот Иван Антоновски и Светлана Шопова, така што тоа изобилува со увид во личниот, општествениот, културниот живот, ангажман на поетот, нешто што ние како научници во областа на литературата само сме можеле да го предпоставуваме, а сега ни е баш онака разпослано. Многу работи се одгатнати со оваа книга и наистина сметам дека ќе има големо значење во натамошното истражување на животот и делото на Ацо Шопов. Уште пред 30 години Анте Пуговски го има оставено аманетот дека треба да се остави запис од сеќавањата на Светлана Шопова, кои што ќе бидат и историја на личноста на Ацо Шопов, меѓутоа и историја на неговото време. И еве, во оваа 2023, кога се навршуваат 100 години од неговото раѓање, тие факти се кажа јасно и гласно. Се надевам дека овој пат, кога ги имаме во пишана форма, преку гласот на Светлана Шопова, преку одговорите на прашањата кои што биле во мене, меѓутоа биле и во сите нас кои што сме го последували творештвото на Шопов, нема повторно да бидат закопани во тишината, тука ги имаме предвид во нашите натамошни освренувања кон творештвото на Шопов, меѓутоа и кон македонската историја во однос на втората половина на 20 век. Книгата од онаа страна на небиднината е книга што треба да има секој семејство во својата библиотека.
затоа што ова е Шопов кој што не можете да го најдете ниту во неговата поезија, ниту во неговите есеи, ниту во неговите интервјуа. Ова е навистина многу интимна приказна кој што ја доловуваат во разговор заедно во тој разговор Иван Антоновски и Светлана Шопова, сопругата на Ацо Шопов. Така што навистина се радувам дека Шопов и на овој начин го вративме во Штип.